Со ремеш надпреварот помеѓу Кил и Металург, на која славеше германскиот претставник со 34-26, се комплетираше четворката која ќе учествува на завршниот турнир од Лигата на шампионите во Келн. Четврти пат поред на завршниот турнир ќе настапат две екипи од кои доаѓаат од Бундеслигата, Кил и Фленсбург, еден претставник од Шпанија во името на Барселона и од Унгарија тимот на Веспрем. Како што е однапред познато, Final Four-от оваа сезона ќе се одржи во арената Ланексес во Келн на 31 мај, кога се закажани полуфиналните средби, а на 1 јуни е големото финале. Двојките за полуфиналните надпревари ќе бидат излечени утре во седиштето на ЕХФ во Виена. За потсетување, и двата македонски представници, Вардар и Металург, не ја поминаа четвртфиналната фаза. Луис Суарес е прогласен за најдобар фудбалер во англиската премиер лига според Асоциацијата на професионални играчи. Наградата ја прими на специјалната церемонија во Лондон. Суарес е прв стрелец на премиер лигата со 30 голови, па така стана само втор играч на Ливерпул во ерата на премиер лигата кој го освоил ова признание. Во сезоната 2005-2006 наградата ја освои Стивен Джерард. На уругваецот му недостига еден гол да го престигне Кристијано Роналдо и 4 гола до Алан Ширер и Енди Кол на листата најдобри стрелци во премиер лигата во една сезона. Играчот на Челси пак Еден Азар ја доби наградата за најдобар млад играч во Англија. Белгијанецот заврши пред Даниел Старич од Ливерпул и Лука Шо од Саутемптон. Азар за Челси во теконата сезона постигна 14 гола и 7 асистенции. Избран е најдобриот тим на годината во премиер лигата. Чех, Колман, Компани, Кейхил, Шо, Туре, Жерард, Азар, Лалана, Суарес и Старич. Екипата на Цибона е новиот шампион во јадранската кошаркарска АБА лига, откако во хрватското финале кое беше одиграно во Комбак арената во Белград славеше против Цедевита со 72-59. Ова за Цибона е прв трофеј во регионалното надпреварување по 3 порази во финалните средби. Цибона на овој начин ја комплетираше богатата колекција на трофеи во која имаат 2 европски титули, 2 титули во Купот на победниците, а еднаш го има освоено и Купот на Радивој Корач додека беше меѓународно надпреварување. Најзаслужен за триумфот во финалето беше младиот Дарио Шарич, кој воедно беше прогласен за најкорисен играч на завршниот турнир MVP. Шарич постигна 23 поени, 11 скока, 7 асистенции и 5 блокади. Останалите двајца играчи со двоцифрен ефект кај Цибона беа Марин Роджец со 13 и Джерал Блесингем со 12 коша. На спротивната страна Томислав Зупчич реализираше 13 поени за Цедевита. Цибона заедно со финалистот Цедевита ќе играат следната година во кошаркарската Евролига. Тоа е најголемата награда за триумф во овој шампионат. Синоќа во NBA лигата се одиграат 4 средби од плейофот во двете конференции. Тимот на Portland Trail Blazers е на чекор до пласман во полуфиналето од плейофот откако оствари тесна победа од 123-120 по едно продолжение во четвртиот дуел со Хјустон Рокетс за водство од 3-1 во победи. Ламаркус Олдрич имаше 29 поени и 10 скока, додека Николас Батум даде 25 коша. Кај Хјустон Харден даде 28 поени, а Двајт Хауард заврши со 25 поени и 14 освоени топки. Ова е можност Портланд да пројде во втората рунда од плейофот по пауза од 14 години. Следниот меч се игра во Хјустон. Тимот на Голден Стейт изравни на 2-2 во победи во пресметките со LA Clippers. Голден Стейт пред својата публика го совлада по втор пат тимот на Лос Анџелес Клиперс со 118-97. Стеф Кари постигна 33, а Анде Игудала 22 поена и 9 асистенции. Оваа серија повторно се враќа сега во Лос Анџелес, откако и двете екипи остварија по една гостинска победа. На истокот, Торонто исто така изравни на 2-2 во победи против Бруклин Нетс. Кошаркарите од Канада го добија четвртиот надпревар со 87-79. Дерозен и Лоури постигнаа по 24, односно 22 коша, додека кај Бруклин најефикасен со 22 коша беше Пол Пирс. Вашингтон пак со победата во четвртиот дуел против Чикаго Булс со 98-89 на чекор до следната рунда и водство од 3-1 во победи. За вечера предвидени се 3 плейоф средби од првата рунда во NBA лигата.